Медиумите имаат секогаш одговорност кога се работи за важни општествени теми. Ширењето на лажни вести, дезинформациите, манипулирањето со јавноста е секогаш многу опасно, било дали се работи за политичка вест, која што е важна во даден политички момент, економска некоја манипулација и слично. Меѓутоа, кога се работи за здравството како аспект, одговорноста е дополнително поголема, зашто на крај на денот за човековото здравје и за животот се работи. Како би оценила ти работата на новинарите, телевизиите, порталите, вестниците на тема вакцинација? Исто како што работите на сите други теми, прилично паушално, со не докрај развиена свест за тоа што претходно ме прашавте која е важноста на медиумите и на јавно кажаниот збор, која е одговорноста. Не доволно пласирани на релевантни извори. Не само не е поентата тука да се земат двете страни, туку вистината, да се дојде до вистината и да се презентираат релевантни извори. Ние имаме одговорност да презентираме релеванција и луѓе кои што се разбираат на крај на денот за темата, кои што имаат соодветно знаење и бекграунд. Тоа тука недостасува. Знаете како викаат американците, ако еден тврди дека надвор врне дожд, а друг извор тврди дека е суво, ваше како новинар не е да ги цитирате двата извора, туку да излезете и да проверите дали врна, па таа информација да ја представите. Тој сегмент од новинарската работа тука исклучително фали. Последниот период, затоа што актуелна беше референдумската кампања, актуелни беа политичките настани во собранието, уставните измени и слично, клучниот број на вести надвор од новинарски стандарди за кои што се жалат граѓаните или институциите се однесуваат повеќе на таа сфера. Сега, значи како што почна скандалот и епидемијата со морбили, очекуваме дека во овој период ќе има повторно пријави за лажни вести, за новинарски текстови напишани надвор од стандарди. Ние не работиме на наша собствена иницијатива, значи чекаме да има некоја конкретна пријава за конкретен текст, па потоа комисијата заседава и решава. Ние како Совет за саморегулација, како што кажува и самото име, сме исклучиво против законско решение и законска регулатива на интернет просторот, затоа што сметаме дека особено во вака слаби демократии тоа е многу опасно, затоа што било која влада утре тоа може да го искористи за да стави своја рака врз слободата на медиумите и да користи на некаков начин да ја загрози слободата на изразување. Кај нас тоа што треба да се случи, ние сме дел од таа иницијатива заедно со Сдруженијето на новинари, со самостојниот синдикат на новинарски работници. Ние стоиме на тоа дека интернет порталите мора да почитуваат основни, базични некои критериуми. Значи има 4 критериуми кои што ние ги имаме пропишано и кои што секој кој што сака да биде портал треба да ги исполнува. Тука е да бидат регистрирани како фирма во централниот регистар, значи правно лице, да се знае. Тука сепак има проток на пари, треба да се следи тоа, значи да не биде човек дома од пижами кој што си работи да се прогласи себе си за медиум, тоа може блогер да биде, меѓутоа не и медиум. Треба да го почитуваат кодексот на новинари. Не мора да е тоа на Сдруженијето на новинари, нека биде било кој светски кодекс кој што тие ќе го почитуваат, меѓутоа да се знае по кој кодекс тие луѓе кои што се во тие редакции работат. И овие стандарди, доколку мислиме, исто така ние ќе се обратиме до бизнис заедницата, тоа не е дел од кампањата, сакаме да апелираме до големите компании да размислат кога да ги даваат своите пари за реклами, во каков тип на медиуми финансираат и поддржуваат, затоа што тој сепак имаат општествена одговорност, имаат обврска. Сега овие сегменти ако се успееме да ги имплементираме, ние до нова година им дадовме термин, да речам на оние портали кои што не ги почитуваат овие стандарди од X оправдани причини, да се прилагодат, да имаат импресум, да наведат адреса и слично. Доколку не ги почитуваат, ние планираме да излеземе со наша листа каде што ќе кажеме кои се тие портали кои што се надвор од овие стандарди. Немаме намера да биде тоа некаков тип на, не знам, гилотиња сега, па ние ќе кажуваме, ќе цениме кој е медиум, кој не, меѓутоа зборуваме за базични критериуми кои што навистина мора да се воспостават. Ако ова успееме да го имплементираме, мислам дека ќе го исчисти просторот. Не дека лажните вести ќе престанат, тоа никаде не е. Мислам таа борба е сизифовска и е навистина борба со ветерници. Меѓутоа мислиме дека на некаков начин ќе се дискредитираат, а тоа е многу важно, да се обратиме до граѓаните, за граѓанинот кога ќе прочита вест и кога ќе го види изворот, кога ќе го види медиумот, автоматски да има резерва и да знае дека треба да препровери, да прочита уште еден, уште друг медиум, за да може да направи некаква слика за вистината. Значи овие медиуми кои што се ширачи на лажни вести да бидат едноставно изложени пред јавноста и да се знае дека не се извори на кои што може да се верува.